Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Парламентарното мнозинство останува посветено на унапредување на животниот стандард на граѓаните. Следува ново зголемување на минималната плата. Законот е во собраниска процедура и по неговото усвојување 80.000 работници веќе од 1 април ќе добиваат минимална плата од најмалку 18.000 денари. За подсетување, тоа е зголемување за повеќе од двојно споредено со периодот од пред 4,5 години, кога во некои индустрии минималната плата изнесуваше и 8.800 денари. Растот на минималната плата неизбежно ќе доведе и до раст на платите во другите сектори. И затоа се важни измените во Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, кои што ВМРО ДПМНЕ веќе речиси цела година ги блокира во собраниска постапка. Со цел да расчистиме со некои дилеми и намерно пласирани дезинформации во јавноста поврзани со овој закон, би сакала да укажам што предвидуваат предлог измените во законот. Имено, Министерството и репрезентативниот синдикат склучуваат спогодба со која што се утврдува износот на вредноста на бодот за пресметување на платите на наставниците и стручните соработници. Вредноста на бодот за пресметување на платите и стручните соработници се усогласува со процентот на пораст на минималната плата утврдена со закон. Од тука паѓаат во вода лагите дека со ова законско решение нема да се зголемат платите во образованието. Со усвојување на Законот за минимална плата и Законот за наставници и стручни соработници имаме дополнително зголемување на платите на над 27.000 наставници во основното и средното образование. За нас, како парламентарно мнозинство, интересите на граѓаните мора да бидат на прво место. И ќе направиме се да постапката за усвојување на овој закон продолжи и да овие измени бидат донесени и да имаме подобар животен стандард за наставниците и стручните соработници и покрај блокадите и деструкциите на ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам. Повелете со прашања. Ви благодарам на прашањето. Многу добро прашање поставивте и сакам на целата јавност да ја објаснам до каде и каква е постапката. Имено, овие предлог измени се поднесени во редовна процедура. Она што сега треба да се случи на прво читање во Собраниската комисија за образование е да се утврди потребата од носење на овие измени. И тоа ВМРО ДПМНЕ го блокира. На комисија го блокира под изговор дека дневниот ред воопшто не е усвоен, иако имаме видео снимки дека минатата година уште е усвоен дневниот ред, и процедурално одоговлекува со бесконечни процедурални забелешки. Значи, законот повторуваме во редовна постапка. Првото читање значи само да се договориме и доколку навистина имаат интерес да помине овој закон, дека има потреба од измени на законот. Понатаму во второто читање е амандманската расправа, каде што треба да седнеме, да си ги спротиставиме аргументите и да видиме кој ќе биде најдоброто решение. Меѓутоа, ние воопшто не можеме да стигнеме до тој дел да разговараме што треба да остане, а за што да преговараме, затоа што едноставно не се дозволува да се продолжи понатаму со дневниот ред.
апсолутно се согласувам и обиди за такво нешто се направени. Меѓутоа, повторувам, ние треба да седнеме и опозицијската партија да се согласи, да го потврди дека се потребни измени на овој закон. И понатаму да разговараме за содржината на измените. Меѓутоа, во моментот, ние воопшто немаме спремност, значи да се потврди во Собраниска комисија дека треба да има измени во законот. И мислам дека целата јавност тоа го гледа. И само би сакала да додадам дека апсолутно не станува збор за некакво инатење од наша страна, туку за нешто што е потреба за наставниците и стручните соработници. Нешто што значи системски уредување не само на растот на минималната плата, не само на другите додатоци за наставниците, туку и она што значи системско уредување на постапката за вработување и ставање крај на можноста за манипулирање и злоупотреби на наставниците, а и ние и вие сме го виделе во минатото преку организирање на разноразни протести и контрапротести. Така да целта на предложените измени во овој закон е токму тоа. Меѓутоа, повторувам дека секогаш постои волја и спремност за диалог. Но мора да се согласиме, да преминеме кон диалог, а тоа значи да се одблокира работата на Собраниската комисија и да се согласиме сите пратенички групи дека треба да има вакви измени.